Секојдневните поројни дождови се сериозна закана за земјоделието, поготово за родот кај житните и градинарските култури. Посевите се целосно под вода, голема штета предизвика и градот кој уништи голем дел од градинарските култури во Кучанско. Вчерашното невреме проследено со силен ветар, град и дожд ја уништи и последната капка надеж дека оваа сезона ќе донесе добар род. Земјоделците најмногу стравуваат од новите прогнози на синоптичарите, кои најавуваат нов бран врнежи до недела. Експертите пак смируваат, велејќи дека не е се црно и дека откако врнежите ќе престанат, почвата ќе се исуши и ќе донесе побогат род. Производителите и понатаму продолжуваат да се надеваат дека состојбата ќе се стабилизира и без никаква опасност тие ќе продолжат со својата работа. Многу имаме штета во временските прилики, многу дожд, канашчера и град многу врна и погодени се и житарицата, за пиперите да не збореме. Питање е дали ќе бидат да издржат оваа влага. Вода е до колена. И не знам, лоша работа. Луѓето компир го откалваат виш. Не се механизација не доваѓа у обзир. Тоа ги влечат по 500.000 метра, у раци влечат го компир да го изнесат само. Вчера удари малку град у нашето село, али Белким ќе поминеме со толку. Ако биде повише, ќе биде лошо. Градинарството е ужасно лошо. Патлиџано не знам и он дали ќе издрже. Почнуваат да се свенуваат корени. Дека врнежите не годат никому говорат поплавените дворови, брзаците и водопадите низ улиците, кукните визби. Сепак најкритично е во планинските села, каде секојдневните олуи прават енормно големи штети. Дел од нив со денови се скоро одсечени од градот, а имаат проблеми со водоснабдувањето и струјата, која и при краткотрени вгрмежи го губи својот досек. За 10 дена ова е второ невреме во источниот дел од државава. Пред неколку дена силен дожд го погоди центарот во Кочани, каде настрадаа неколку возила и кровни конструкции, а овој пат најголема штета претрпеа посевите од Кочанската котлина.